Во Бали, Индонезија, на маргините на ноемврискиот самит на најголемите светски економии Г20, САД, Јапонија и остатокот од групата индустријски развиени земји објавија енергетско партнерство со Индонезија. Целта е да и се помогне на четвртата најнаселена нација во светот да премине кон чиста енергија. Министерката за финансии на Индонезија го поздрави новото партнерство. Индонезија ќе биде економија што ќе продолжи да расте и потребата од енергија дефинитивно ќе се зголемува. Индонезија има многу можности за извори на енергија, но во моментов доминира употребата на јагленот. Екологистите проценуваат дека околу 85% од електричната енергија во Индонезија се произведува од фосилни горива, главно од јаглен. Новото партнерство е осмислено да и помогне на Индонезија да се движи кон нула емисии до 2050 година, 10 години порано од првичната цел на земјата. Одделно, на климатскиот самит КОП26 во Глазгов, Шкотска, во 2021 година, Индонезија постави краен рок до 2040 година да ги затвори своите централи за јаглен. Активистите за заштита на животна средина велат дека ги ценат добрите намери, но во моментов Индонезија не може да исполни ниту поскромни краткорочни климатски цели. Tahun 2025 ya, tinggal 3 tahun lagi. 2025-та, например, е само 3 години од сега. Целта беше 25% од производството на енергија да дојде од обновливи извори, се уште сме на 12% и тука сме заглавени со години. Greenpeace се надева дека земјите од групата 7, што ќе го обезбедат финансирањето и ќе го задржат притисокот врз Индонезија да ги исполни своите цели. Индонезија е најтврдоглава во овој регион. Додека сите други ја редуцираат употребата на јагленот, Индонезија ја зголемува. Аналитичарите забележуваат дека амбициозните инфраструктурни проекти на Индонезија, вклучувајќи го и неодамна отворениот проект за брза железница, финансиран од кинеската иницијатива Појас и пат, доведоа до зголемување на употребата на јаглен. Гвани Лим е експерт за иницијативата Појас и пат во Југоисточна Азија. Многу е нереално, бидејќи има трошоци за транзиција што може да трае 10 до 20 години. Ке треба и да се инвестира за да се одржат постоечките бензински пумпи. Новото енергетско партнерство ќе обезбеди 20 милиарди долари за јавни и приватни фондови за помош на транзицијата и не само што ќе треба да ја поттикне обновливата енергија, туку и ќе го неутрализира влијанието на транзицијата врз локалните заедници.